Имам видување кое што е сепак и повторно би рекола, верувам и до крајот на емисијата така ќе остане различно од видувањето на Чекерински. Променливоста да се сервира не на мене, туку на ВМРО да поне, мислам дека е неприфатливо, една проста причина што ништо не се променило. Што се променило? Се променили тоа дека Тетовскиот универзитет како факт беше формиран 1994 година за време владење на Сојуз на Македонија или Социјалдемократски сојуз или како сакате земете ги сите имиња кои што ги имаше вашата партија. Па кога зборуваме за променливост, ќе кажеме дека вашата партија неколку пати менјаваше. Како и да е. Како и да е. Ја ве молам вака да ми дозволите да завршам и да кажам што мислам да кажам, затоа што ја многу внимателно ве слушам. Како и да е, тоа е само дел од проблемите во образованието, бидејќи зборуваме за образованието. Понатака, во отстапките кои што ги прави таа власт тогашна, за среќа сега променета, доаѓаме до проблемот на педагошкиот факултет, кој што значеше на мала врата отворање на нов факултет, затоа што таму нели се остручнуваат луѓе кои што би предавале во основно и средно образование на албански јазик. Тоа значи отворање на катедри од сите можни сфери. Значи влегување и на овој универзитет, односно нарушување на автономијата и на овој универзитет кој што го имаме во Скопје. Фактички излегува дека и македонците со тој Тетовски универзитет, а и со ова што го направи тогашната власт на педагошкиот факултет, се става у подредена ситуација. Зошто? Затоа што имавме чист етнички универзитет во Тетово, што е факт. И имаме нарушување на автономијата на универзитетот тука во Скопје. Значи, подредена една ситуација, која што не ја направи тогашната власт. А сега ние што да направиме? Како да реагираме сега? Сега вака радикално да ги пресечеме работите? Па никој не се прави наивен. Еве, ја кажувам едни ставови кои што не се многу различни од тогаш што сум ги имал јас.